Добар ден, почитувани гледачи. Јас сум Сања Димитровска, а ова е Добриот доктор. Колку летните горештини и променливото време може да бидат причина за мозочен удар? Како да се препознаат симптомите и зошто е важна секоја секунда кај лице кое што има добиено мозочен удар? Мој денешен гостин со кој ќе разговараме на оваа тема е доктор Петар Атанасовски, невролог и раководител на оделението за неврологија во Градската општа болница 8 септември. Доктор Атанасовски, добре дојдовте во Добриот доктор. Добре ве најдов. Јас знам дека кај вас и во лето и во зима секогаш е полно оделението, секогаш се бара или место плюс или кревет слободен за хоспитализација. Како е овој период? Колку сте полни со пациенти и колку од нив се со мозочен удар како што ни е денешната тема? Па полно е оделението и 99% да речеме дека се со мозочен удар кај нас хоспитализирани. Топлото време си го придонесува и самите промени топло-ладно е оваа денешна промена. Да, тоа денеска како што не. Самите пациенти влијае на покачување на притисокот, на промена на самиот организам и може да предизвика мозочен удар или хеморагија на мозокот. Така. Еве споменавте за летните горештини. Кои се оние пациенти во ризик кои што посебно треба да внимаваат или да си ги препознаат симптомите доколку има некои нарушувања кога имаме вакви временски услови? Па, обично тоа се хроничните пациенти што се на терапија за покачен крвен притисок, на терапија за покачен крвен шекер, односно диабетичарите и другите хронични пациенти со заболување на срцето. Мора да се внимава, да се регулира и самиот притисок, самиот шекер. Сите препораки кога е топло време се препорачува да не се излегува во тој периодот од кога е најтопло, од 11 до 17 часот, со цел да не предизвика некои промени. Знаеме, топлото време и кај луѓето што немаат никакви болести, прави проблеми, дехидрирање. Да, тоа сакав и да ве прашам, доктор Атанасовски, во летните кога имаме така многу високи температури, она што исто така е честа појава си колапсите и колабирањата, која е разликата помеѓу нели кога ќе видиме доколку паднал нели пациент бидејќи колабирал и мозочен удар? Па мозочниот удар класичните симптоми се унилатерално, значи еднострана одземеност на екстремитетите, искривување на лицето, исто еднострана, може да биде промена на говорот, а додека колапсите одеднаш како покосени од некојаш има чувство на жарење, на темнење пред очите и полека губење на свест. Затоа се препорачува да не се шета по топлото, да не се работи на топло. Така да ја вчера баш имав еден пример на пациентка која да заврши работата под стакленик во најголемата топлина, работела да се доврши работата, така да во 3 наврати има колабирано. Кога ја донесоа беше добра, свесна, без никакви невролошки испади, ама сепак мора да се прегледа од невролог и од доктор да се ислучат причините. Обично при колапсите кај пациентот е низок крвниот притисок, може да се случи колапс ако некој пази на исхрана, па не сака да доручкува, паѓа шекерот со топлото. Тогаш обично мозочен удар при низок притисок не се добива, многу ретко, тоа е во промили. Така да тоа е диференцијално диагностички, каде што може да исклучиме ние дека нема мозочен удар, но сепак, у пракса се воспостави, иако на светско ниво само 1% од колапсите се причина мозокот, односно мозочен удар. Во нашата болница секој колапс е прегледан од невролог, додека за колапс најаве може да биде низок притисок, низок шекер, проблеми со срцето, срцев удар најчесто знае да даде колапс одеднаш при рипувањето, односно аритмиите знаат да дадат колапси, така да најчесто кардиогеното причина е за колапсот. Така.
Јас да ги повикам и нашите гледачи дека може да се јават во живо и да постават прашање до нашиот денешен гостин. Доктор Атанасовски, го споменавме нели пациенти, хронични пациенти кои што се нели со хипертензија, па крвниот притисок, односно нерегулираниот крвен притисок е една од причините поради која може да се добие мозочен удар. И сега секогаш има дилеми, односно во летниот период се случува иако ја зема терапијата, па пак да имаат одредено нивелирање на крвниот притисок, па да ја заборават, да ја прескокнат. Колку се во ризик ваквите пациенти со хипертензија? Голем ризик. Обично кога има топло летните периоди, притисокот малце се намалува. Затоа јас обично као невролог и претходно искуство као семеен лекар во Крива Паланка им препорачувам наутро терапија се пие наутро најчесто. Пред секое пиење да се мери притисокот. Во зависност од самиот притисок да се нивелира и терапијата, ама најчесто им препорачувам консултација со интернистот или кардиологот кој ја препишал таа терапија, па ако треба да речем место едно апче да се испие пол апче со цел да не го ставиме самиот организам да без терапија, зашто може да настане нагол пораст на крвниот притисок, а тоа е ризик за добивање на мозочно крварење. Значи да не се прескокнува, туку сепак да се направи. Сепак јас моја е сугестија да се пие терапијата со цел да има еден континуитет, но сепак да се во зависност од самиот крвен притисок да се нивелира и консултација со матичниот кардиолог и матичниот интернист што ја препишал таа терапија. Така. Како да му се помогне на лице кое што знаеме дека добило мозочен удар, додека стигне нели повиканата брза помош? Лицето треба, ако е зависи, значи некоја се случува да е и свесно, најчесто се свесни пациентите, свеста не е толку засегната, може да се фати говорот, едноставно да се во лежешка положба на страна свртен, бидејќи може да имаме промени и не самото голтање, да не се дава тогаш со сила вода. Ако има колапси или тресење каде што имаме и епилептичен напад, грешка прават луѓето, веднаш пробуваат со рака да го излачат јадикот, што е погрешно, зашто може при епилептичен напад стисокот на устата, односно на вилицата е толку јак што може при самото ставање на раката да се прегризе прстот и едноставно да дојде до голтање на самиот прст и загушување на самиот пациент. Треба брзо да се повика hitна медицинска помош или пациентот веднаш да се донесе на некој во најблиската установа каде што има невролог, односно можност за давање на невролошка терапија, односно ако е во рок од 4 сати и нема крварење, да се пристапи кон тромболиза или ако има тромб некој се прави и тромбектомија. Тоа се работи во Скопје, на клинички центар на клиника за неврологија и во градска општа болница 8 септември. За третманот малку подоцна, меѓутоа освен нели висок крвен притисок или хипертензија која што може да биде причина за мозочен удар, колку нагла и остра болка во главата без никоја причина може исто така да биде аларм дека треба веднаш да се побара лекарска помош, односно да не се игнорира таква остра и силна болка. Па нагла обично кога да речеме нашите професори по неврологија и старите доктори кога нема апаратура се одеше на симптомите и најчесто кога има нагла главоболка имаме и покачен крвен притисок, значи пациентот да ја опишува како гром од ведро небо. Во поголеми број од процентот од случаи е можност на крварење во мозокот. Така не најдена болка во тилот и во самата глава, препорачливо да се јави на лекар, каде што би се измерил крвниот притисок, би се направило одредени испитување и би се испратил на Еве да не ги паничиме, односно да не предизвикуваме паника, не значи дека секоја нагла и остра болка може да биде мозочен, меѓутоа во нашиве амбуланти доаѓаат при секоја главоболка. На препорака до пациентите прво да се јават кај матичниот лекар, да се направат одредени испитувања, зашто може најчести причини за главоболка е проблеми со синусите, воспаление на носот, проблеми со очите, односно намален вид, па замор. Денес ги користиме доста
телефоните, уредите. компјутерите, при самиот замор и овој се јавува страшна главоболка во пределот на слепочиците и најчеста причина се други, а да не се плашат пациентите дека одма мозочен удар. Така да. И едноставно да се јават на матичниот лекар, каде што ќе се направат лабораториски испитувања и одредени диагностики, рентген на синуси, на офталмолог се испраќа да се види дали има проблеми со очите. Откога ќе се исклучат одредени причини дека не се, тогаш би требало да се испрати на невролог за понатамошни доиследување. И ако, например, таа главоболка не поминува со одредени аналгетици и е перзистентна, тогаш е алармот за посета на невролог. Додека ако поминува од аналгетик, тоа е некоја тензиона главоболка, мускулна болка, што е Така, како ги споменавме да, што може да настане. Пред да продолжиме, доктор Атанасовски, имаме гледачи. Повелете во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до водителката и до докторот. Се јавувам Ви благодарим. Евгенија. Повелете. Јас сум на линија. Да, во програма сте, повелете. Да го прашам докторот. Пред една година прележав мозочен удар. Ама ми беше до полбрза форма. Добро. И сега пием лекови. Сакам да го прашам докторот дали рифаксело, дали треба да го пием стално или не, за да не ми се повтори мозочен удар. Пием кофрил, пием максидо, пием лексилио, за макси и така, ама се осеќам многу омалачено и не можам да движам, а имам проблеми со ногите, затоа што слабо движам, немам циркулација, многу грчеви имам во ноги. Така, јас ви благодарам за јавувањето. Еве, доктор Атанасовски, нашата гледачка е со... Нашата гледачка, прележала мозочен удар, што ги наброја терапијата, тоа е за хипертензија и за срце терапија, за масноти. Торис лексилевот е за смирување. Не знам сега дали пие аспирин, би требало, ако нема атриална фибрилација, тоест кардиолошки проблем, каде што имаме терапија, антикоагулатна терапија, да пие превентивно аспирин и сега не знаеме со кои симптоми бил тој мозочен удар, едноставно некои невропротективи. Меѓутоа, болките во нозете што има слаба циркулација... Болките во нозете, тоа може да е и од лумбалниот рвет, односно лумбошијалгија, може да е проблеми со колената, самите колкови, отоци, ако има промени на вените, така да и самото срце знае да даде отоци во самите подколеници, односно нозете, така да треба да се доиследи, да редовно, ако била пред година дена мозочиот удар, редовна контрола кај матичниот невролог, со цел да се провери каква е состојбата, има ли некои симптоми за некој повторен удар или Колку може тоа често, предпоставам дека и тоа е дилемата и стравот кај сите, нели, кога ќе прележате мозочен удар, да не се повтори пак? Стравот секогаш постои. Стравот секогаш постои. Најчесто прашање дали може пак да се случи. Бараат гаранции. Ние не можеме да гарантираме, јас секогаш знам да кажам дека јас може кога искочам на улица може да немаме гаранција. Треба да се пијат лековите, да се придржува спрема советите што се дадени, да се пази на самата исхрана, да се вратиме на нашата стара исхрана медитеранската која била богата со овоше зеленчуци, со природните. Сме го дискутирале во неколку наврати. Во овој современ свет доминира брзата храна, нездравата храна, така да сега и во топлите периоди да не ги забораваме и климите. Се дискутира како порано сме функционирале, ама сега самите тие промени, за тоа и се правени доста клинички студии на кој степени треба да биде вклучена климата, да не се претерува. Јас сум се фатил дека и јас самиот грешам, кога ми е толку топло, ја пуштам климата на доста ниска температура, што е ризик.
Така препорачува 22 до 24 степени да биде кливата со цел да не правиме толку стресови на самиот организам. Так. Еве, јас се надам дека нашата гледачка го слушна одговорот дека треба дополнителни исследувања кај матичен невролог и да се вклучи аспирин доколку нели не прима. Имаме гледач, повелете во програма сте? Ало? Да, повелете, ве слушаме. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до докторот и до вас, водителке. Ви благодариме, повелете. Убав ден да си имате. Исто и вие. Сакам докторот да го прашам, мажот ми доби мозочен пред 3 години. Наутро пие синетра, торвекс и гликофаш. Не, тоа е навечер. А наутро пиеме аспирин 100, новпаза, бипресо и цинедил. Секој ден. Арнама, добар е, станува се, така си е пресарлува ногата една врз друга, ама многу се плаши кога треба да стане и да оди. Тога се стега некако и не може, се плаши, се мислам дека ќе паднам во секој момент. Дали треба нешто да пие, за да се отпушти. И асентра пие, наручал пие асентра. Асентрата. Така. Зошто се плаши, тоа мене ме... Так. Иначе добар е, си збори се, али кога треба да оди, тогаш многу се плаши. Само едно прашање, аспиринот и синетрата ги пие 3 години веќе или? Да, 3 години ги пие аспиринот и синетрата. Синетрата. А имаше запушување на каротидите, па ги пие? Да, запушување имаше, тромб му се... На самите каротиди, на вратните артерии, или не знаете тоа? Да. Па не знам. Зашто обично јас препорачувам оваа двојната комбинација од 6 до максимум до 12 месеци кога има запушување на каротидите и треба да се пласира стент. Зашто 3 години пак е тоа ризик, тие се антиагрегациони средства што може да предизвикат и крварење и оштетување на желудникот. Затоа треба да се јавува на контрола, а стравот секогаш постои и голема борба водиме да го победиме тој страв, бидејќи ако го победиме, пациентот се ослободува и советите се, иако е добиен мозочен удар, да се продолжи животот колку што може понормално да функционира. Затоа препорачувам да трае хоспитализацијата кај нас многу пократко во зависност од испитувањата и состојбата на самиот пациент, бидејќи здрав човек да го затворите во болничка соба каде што има одредени пациенти ќе добие и страф и психички пореметувања. Ако има домашни услови каде што негата е добра, каде што тука е семејството и тој страф побрзо се пребродува, он пие таа сентра за тоа, така да се види тоа еден преглед на психијатар или психолог со цел да се промени таа терапија, ако не делува да се оди на друг антидепресив или антианксиолитик, каде што би можело тоа да се промени и се препорачува движење колку што може повеќе. Така, имаме гледач, повелете во програма сте? Повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден, повелете. Имаме проблем со многу низок притисок. Дали поставят некој лек, не име препорачано мидодрине, ама немојме да го најме во Македонија, го нема. Дали некои други таблети поставят нешто. Така, ова за многу низок притисок. Да, порано постоја, јас кога почнав да работам како семен, имаше одреден лекој за покачување на крвниот притисок, но сега ги нема кај нас. Не знам зашто, така да се препорачува конзумирање на течности, посолени течности со минерали, со цел да се зголеми, да се покачи притисокот. Одредени луѓе функционираат феноменално со понизок притисок, има луѓе што функционираат со 90-60, кога ќе им се качи 120-180, они добиваат тешки големи главоболки. Така да нискиот притисок може да направи проблем од така нестабилност, малаксаност, што ако не се поднесува, а вака да предизвика нешто пострашно. Значи терапија немаме во моментов? Нема. И си одиме на... Не сум
порано имаше одредени терапии, сега ги нема. Не ве каже и гледачот дека некој лек, меѓутоа нема кај да го најдат. Значи да се оди на она посолена храна, Внесување на течности, посолена течности, редовен доручек, значи внесување во исхраната со цел да се зголеми покачи крвниот притисок, ама мислам дека 90% тие таа популација што имаат понизок притисок функционираат безпрекорно и минимално покачување кај нив прави проблеми. Да се избегнуваат, например, таа храна, самите пациенти сигурно го сетиле тоа, каде што со нискиот притисок, ако конзумираат лук, им се спушта уште толку притисокот, па доаѓа и до колапси, така да одредена храна што прави намалување на крвниот притисок да се избегнува. Се случувало да од самиот мирис да дојде до зашемотување и паѓање на самиот притисок. Така имаме гледач, повелете, во програма сте? Сакала да разговарам со лекарот. Повелете. Добро утро. Да поставам прашање. Повелете. Еве вака. Сега сум јас, така? Да, во програма сте, повелете. Ве молам, јас сум исто прележена пред една година од мозочен удар, се лече во 8 септември, кај докторот Марија, или не знам тогаш баш точно сите кои беа лекари. Сега веќе почнат, мислам, пред 5-6 месеци ја веќе почнат да се движам, да после терапиите ваму таму, али и сега осеќам некое трнење на ногата и раката и се замарам. Не сум она, мислам така, слободна. После 1 сат, 2, движење или работење нешто, јас се замарам. Го примам лекот Рупексало, за срцето пијам Конкор, пренеса за притисокот, а ми се случува да притисокот ми се смалува. Негде ми доаѓа 100, 110, така, ретко да може да скачи на 130. Така. Сега тоа е, иначе главоболки не осеќам, али она трнење на раката и ногата, тоа го осеќам. И замор. А за исхрана на мозокот, односно невропротективни некои лекови дали пиете? Не, вака, кога ќе осетам таков замор или нешто, така, тогаш можам да се напијам еден дизаепам, иначе друго лек, они ми препишаа таков лек, сега не знам како се викаш, ама не сакам да го пијам, најискрено да ви кажам, некако, не знам зашто. Па тоа е проблемот со тие лекови што се на приватно, и релативно се малце поскапи, ама служат за обновување на мозочното ткиво, за ревитализација на нервите, колку толку да се подобри таа состојба. Ова чувство на трпнење е остаток од самиот последица на самиот мозочен удар. Ние го имаме тој проблем со пациентите кога тие лекови не ги взимаат, не може да очекуваме подобрување. Ако исто исхраната нешто не се внесува плюс витаминска исхрана, витамин Б, ама треба и овие невропротективни. Проблемот е тоа што се на приватно. Да, ги немаме на позитивна. Чинат доста поскапо, и доста поскапи лекови, достигнуваат и сума и до 30.000 денари за месец дена терапија, ама сепак најчесто го имаме тој проблем каде што пациентот ги едноставно ги игнорира тие лекови и не можеме ние со терапијата за невропротекција и физикалната терапија колку толку можеме да вратиме функционалноста на самите мускули и екстремитетите со овие трпнеги и ова ќе се јават, бидејќи сепак со самиот мозочен удар доаѓа до трајно оштетување на мозочното ткиво и може да се чувствуваат последиците до крајот на животот. При секоја промена на притисокот, ако нема доволен доток при паѓање на притисокот, нема доволен доток на крв во мозокот, може да се потенцираат одредени симптоми што биле со мозочниот удар, но со нормализирање на состојбата
состојбата се нормализира. Така. Пред да ги вклучам следните гледачи, сакате да кажете, доктор Атанасовски, дека после прилежан мозочен удар е неопходно да имаме дополнително хранење на мозокот за да се намалат колку толку да се намалат тие последици што може да ги остави. Видете, ние научно има дека мозочното ткиво ние го користиме дали 8 до 10%. Чуден е мозокот, со тие невропротективи може да активираме синапсите, едноставно да друг дел од мозокот ја преземе таа функција што е изгубена, колку толку да се нормализира состојбата. Тоа е целта на користењето на невропротективите, плюс таа одредена терапија каде што ќе одредиме причината, дали е тоа аритмија АФА, како што има последната пациентка, затоа пие антикоагулантна терапија, или запушување на крвните садови на каротидите, каде што се откачува тром. Тие лекови кои превенираат се препорачани и невропротективите со цел да се колку толку активира друго мозочно ткиво, тоа што е останато здраво да биде добро функционално и колку толку да се преземат одредени функции и да профункционираат. Некогаш се случува, не е толку ретко да последиците остануваат трајни, да. Со цел нашата работа е за тоа брзо да, значи кога се отсетат тие симптоми, класичните симптоми со искривување на устата, да не се чека, значи фаќање на рака нога, да не се чека дека ќе помине, ништо не ми е, туку веднаш да се јави на ургентниот центар каде што има невролог или на клиника за неврологија каде што може да се преземе терапија со тромболиза кој дозволува, каде што единствена терапија каде што може ние да делуваме брзо и да го спречиме уништувањето, односно оштетувањето на мозочното ткиво, зашто мозочното ткиво кога има мозочен удар толку брзо се и секундите се драгоцени. Така да, тоа ми беше секако едно од прашањата, меѓутоа еве да видиме кој е следното прашање на нашиот гледач. Повелете, во програма сте? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден, поздрав и убав ден ви посакувам. Ви благодарам исто и на вас. Имам прашање, се работи за прашањето се однесува до мојот сопруг. Тој пред 2 години му се појави бесме на преглед, имаше болки во вратот и му се постави диагноза цервикалгија и други симптоми на главоболки. Правено е компјутерска, правени се магнетни резонанци, тоа се е окей, се е добро прегледано. Меѓутоа болките му се веќе 2 години, се жали на вртоглавица, секој ден ја има, освен само кога спие, не осеќа ништо. И бесме на невролог, ни дадоа да пие пароксетин, аркохија, таа диагноза Аделекс, тоа ги пиеше колку 2-3 месеца, после ни рекоа да продолжи само со пароксетинот уште 1 година. Меѓутоа и се препорача физикална терапија 2 пати годишно. Сето тоа го практикуваме, еве 2 години нон-стоп. Меѓутоа прашањето ми е, он се уште има болки, неиздржливи, така речено, со аналгетици. Сите видови аналгетици ги има поминато. И така да знаете како делува главоболката на секојдневниот живот. Пароксетинот дали да го продолжи да го пие уште, бидејќи 1 година го пиеше, не знам дали треба да го продолжи да го пие уште 1 година или уште колку, дали треба или не треба. И кои други препораки или совети би дали? Дали треба други некои испитувања? Не ве, доктор Атанасовски. Да, предпоставам дека е направено компјутерна глава и испитување, нема ништо, а на вратот дали има полидископати и промена на самата... Има спондилозни промени. Така да, болките се тука од самиот врат, неправилната положба. Каротиди, тоа се е проверено, се е окей. Да, ако има спондилози и дископати на С-рабетот, односно на вратниот рабет, самото држање на вратот е неправилно и предизвикува затекнување на самата мускулатура, каде што мускулите се припоени на тилот на самиот череп. И буквално јас тоа го пишувам како да има обесено пациентот вреќа цемент и да тежи, да влече надоле и да има страшни болки во тилот и после може да се пренесат према напред.
Треба да се пијат и физикална терапија, односно Да кажа 2 пати годишно дека им ја да. Почесто ортопедска перница колку што може да во спиењето да биде правилно. И одредени витамински и аналгетски терапии кои не се класични аналгетики, туку се у комбинација со витамините и супримираат и мислам дека тоа ќе помогне. Ако имаме трајни последици, има доста вакви случаи каде што перзистира таа главоболка, страшна е главоболката. При самите промени на времето се потенцира, бидејќи имаме спондилозни промени на самиот рбет. Движење, пливање, не знам, господинот во возрастни особи, овие проблеми ги имаме и кај младата популација доста поради неправилното држење, неправилното седење. Имаме деца и што се 14-15 години, 16 години што се средношколци, ги имаат истите главоболки, родителите се уплашени. Затоа цел препорачуваме истегнување, пливање, не да одење во теретана. Се случува да млади одат уште недоразвиени во теретана, дигаат високи големи тежини и доаѓа до деформитет на самиот рбет и торакалниот, сколиози, што се причина за перзистентна појава на болка во грбот и со тоа и на главата. Да вклучиме уште еден гледач, повелете во програма сте. Ало? Да, повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден, повелете. Да, повелете, ве слушаме. Вака. Јас живея во 8 септември, во улицата. Добро. Само намалете го звукот на телевизорот и ве слушаме, повелете. Ало, ме прашате? Да, повелете, во програма сте. Добар ден. Да, повелете во програма сте. И јас сум во празникот Исус. Две се зборуваат. Повелете, господјо, во програма сте, ве слушаме. Ало? Да, во програма сте, повелете. Вака, значи јас кај вас пред 2 години добив удар. Добро. Не ме збудете, го слушат телевизорот. Да, телевизорот не е намален и затоа се повторуваме. Дали имаме друг гледач на линија, повелете? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Се јавам од Дигилија. Повелете. Докторот може да го прашам нешто, пошто јас сум доктор е лицето попреченост и тоа со тешка попреченост. Јас како дете мало насадав од експлозивна направа бомба. Негде бев на магнетна резонанса, каде што не можеше да ме снимаат затоа што имам штрапнели остаток од бомбата и магнетот не може да снима. Имам проблем со кичмениот стол, со кичмата и нозете почнаа да ми слабеат, ме болат и нозете. Така да чувствувам многу голема болка кај нозете и одзади. Верувајте ми, ќе ви кажам најсериозно, најискрено, цела зима и еве и летото дојде, јас со ладна вода, телото не ми трпи топла, со ладна вода се туширам, се бањам, заради тоа што едноставно ми зимав и некои гелови, терапии, апчиња пијам, ево сега верувате до ретар се да пијам, за смирување на болките и ова за нозете. Значи не може да ви се направи снимање да ради. Не може, ова. Да. Не знам дали Јас сум 50, докторе, 53 години сум јас вака. Да. Значи 53 години инвалид сум, меѓутоа е проблем тоа што сега кој апарат може мене да ме сними? На МГ. Сакам да одам МГ да ми прават на нозете и ќе одам во Систиран. Ме зафркаваат тука низ Македонија низ овој болнициве и затоа решив МГ да правам во Систиран, ќе си платам повеќе, ќе си платам да видам што е проблемот. Бев јас кај професор Савевски Јордан
Он ме прегледа човекот од душа, немам коментар. Да, треба ЕМГ да се направи испитување, мислам дека од каде сте, од Скопје или Од Гевгелија. Од Гевгелија. Гевгелија, така да има и мислам дека и кавадарци Прилеп прават ЕМГ, во Кочани прават, во Штип. Нема апаратот му бил расипан, нема. Добро, тоа е друг проблем. Да се направи ЕМГ, евентуално да се, ако не можете магне да се направи компјутер на лобалниот дел, колку толку да се види дали има некое оштетување, дископатии, и со ЕМГ-то ќе се види спроводливоста и активноста на самите нерви и самите мускули, дали има оштетување, на кој степен е и како е оштетувањето, и со тоа да се пристапи кон терапијата. Така. Еве, јас се надевам дека нашиот гледач го слушна одговорот, бидејќи веќе се приближуваме кон крајот на денешната емисија. Вие самиот спомнавте претходно дека колку се важни или секундите за да се однесе пациентот. Кој е исходот кога брзо ќе се реагира и кога ќе ја прима таа тромболиза, меѓутоа и кога ќе се задоцни 2, 3, 4 часа пред да се донесе пациент со мозочен удар во болница? Значи, ние го имаме тој прозорец за тромболиза од самиот почеток на симптомите 4 часа. За тромбектомијата тоа е интервенција со влагање на катетри, вадење на самиот тромб, што може и да се одложи времето од 8 до 12 часа од почетокот. Имаме добар успех кога ќе се донесе на време, инвалидитетот на самиот пациент е многу минимален. Се случува да пациентот искочи тотално без никаков невролошки дефицит. Затоа е времето битно, бидејќи се намалува оштетувањето на самиот мозок, што е помало оштетување, тоа се помали и симптомите на оштетување, односно симптомите на самиот пациент. Меѓутоа кога ќе се задоцни. Така да кај нас немаме услови за тромбектомија, имаме соработка со клиника за неврологија од радиологија доктор Петар Јаневски и со Систина болницата. Тоа е проблемот што таму се наплаќа приватно, ама давам избор на самите пациенти. Порано пред короната во неколку наврати направивме тромбектомии, во еден наврат и го посвети септември, баш на 1 јануар, каде што пациентката после 3 дена си замина без никаков симптом, без се срекна, потоа уште неколку пациенти на клиника за радиологија, исто без последици. Чувството кога тој пациент заминува без никаков дефицит, може нормално да се врати да функционира нормално во секојдневниот живот. Тоа е успех за самиот доктор и среќа. И затоа препорака е да не се чека дека ќе помине, поготово кај помладите и кај постарите личности, да се донесе, да се преземат мерки. Има одредени критериуми кога може да се пристапи кон таа тромболиза, ние ги имаме, ги апдейтираме секојдневно. Јас бев сега баш да не се мисли дека за секој мозочен се прави. Така да имаме одредени ексклузиони и инклузиони симптоми и кога може да се прави, кога не треба да се прави. Се проценува ризикот, сепак мораме ние да го процениме ризикот од самото давање, зашто и сепак со давањето на таа терапија постои ризик за појава на одредено крварење во мозокот, но сепак тоа е единствено ние што можеме да спречиме, да дадеме терапија, да го намалиме инвалидитетот на самиот пациент, а некогаш и да спречиме смртниот исход. Со закаснувањето терапијата се дава, но сепак може да останат последиците по-долготрајни и потешки за рехабилитација и некојаш имаме со траен инвалидитет. Така да, тоа веќе го зборевме. Времето на денешната емисија ни помина, доктор Атанасовски. Јас ви благодарам што бевте мој денешен гостин, што ве работава да превенираме да не дојде до мозочен удар, меѓутоа доколку веќе не превенираме, тогаш барем рано да се препознаат симптомите и веднаш да се побара лекарска помош. Ви благодарам уште еднаш што бевте мој денешен гостин. Ви благодарам на поканата и да ги поздравам персоналот на
Неврологија 8 септември. Така. Почитувани гледачи, овде е крајот на денешното издание на Добриот доктор. Се гледаме повторно во понеделник во истото време. Имајте убав викенд, чувајте го вашето здравје и гледајте Сител. Довидување.